Ниту едно подрачно училиште нема да биде затворено и ниту еден наставник во општина Прилеп нема да остане без работа со процесот на оптимизација. Од општина Прилеп вела дека со овој чекор успеале пред се да ги спасат населените места од изумирање, затоа што младите се клучниот фактор за развој на една средина. Во секое населено место каде што функционира училиште има поразличен начин на функционирање, односно се задржува животот во населеното место. Нашата основна цел е да ги задржиме младите родители, младите луѓе да живеат во населените места, а со тоа да ги поттикнеме да функционираат и да работат, да заработуваат од земјоделието, а низ призма на тоа преку земјоделските производи да се подобрува економскиот капацитет на нашиот град и да се зголемува бруто домашниот производ, особено она што значи подобрување на висината на основниот буџет кој што имам во општина Прилеп. Дури и она непопуларното прашање кое што се форсира во дневно политичките препукувања на политичките партии дека многу вработени во основното образование ќе останат како технолошки вишок, можам со гордост да кажам дека во Прилеп нити еден наставник нема да остане без работа. На територијата на општина Прилеп има 10 централни и 15 подрачни училишта. Во моментов има 5600 ученици кои што ќе посетуваат настава од прво до 9 одделение, а досега се запишале 510 првачиња или за околу 30 првачиња помалку од лани. Околу 30 на ученици во моментот сме помалку од лани, но не заборавајте дека во одредени училишта процесот на разапишување трае дури до ноември, така да постои можност да надминеме таа бројка, со оглед на тоа што имаме околу 700 ученици на список кои што би требало да бидат запишани во прво одделение. Годинава за прв пат во општина Прилеп се воведува и еднократната парична помош од 3000 денари за секое прваче. Родителите на сите првачиња кои што ќе тргнат во основните училишта во општина Прилеп дека согласно програмата која што ја ветивме ќе биде објавен после 1 септември јавен повик за доделување на еднократна помош на сите првачиња во висина од 3000 денари. Ќе бидат објавени кои се потребните документи, ќе треба родителите да поднесат една пријава до приемното одделение на општина Прилеп и се надеваме дека оваа работа ќе ја завршиме најскоро што можеме. Како помош за семејствата на учениците, ќе им биде и училишната кошничка со која што школскиот прибор се намалува за 15%.